Активностите на акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбени деловен простор од значење на Републиката подружница Кочани моментално се сконцентрирани на изградба на стамбениот објект во Кочани, што се гради согласно програмата на владата на Република Македонија за изградба на станови за лица во социјален ризик. Станува збор за изградба на втората ламела со вкупно 43 стамбени единици, откако пред 5 години беше изградена и вселена првата ламела со вкупно 29 станови. По завршувањето на градбата по пат на јавен оглас ќе бидат распределени на лица во социјален ризик во неколку категории. Постапката е откако владата распишува оглас, лицата кои што се пронаоѓаат во тие социјални категории поднесуваат документи во Центарот за социјални работи во Кочани. Градежните активности веќе се некаде 50% завршени, што значи дека конструктивниот дел е веќе завршен, се преминува на крововските работи, лимарски крововски работи, додека паралелно се работи и зидарски работи и занајски работи, односно повеќе од 50% се завршени водоводна инсталација и електрична инсталација. Продолжуваме понатаму со вградување на лифт и очекуваме да објектот, иако крајниот рок согласно договорот е 17 август 2017 година, согласно досегашната динамика на изведување на градежните активности, да биде завршен пред рок, односно наши процени се околу 6 месеци пред рокот, односно во почетокот на идната 2017 година. Согласно програмата за работа на акционерското друштво на територијата што ја покрива друштвото, а тоа се општините Кочани, Виница, Чешиново, Облешево, Зрновци, Македонска Каменица, Делчево, Берово и Пехчево, се планира изградба на уште 2 згради за колективно домување во Виница и Пехчево. Во завршна фаза е адаптацијата на проектната документација и ќе следи избор на најповолен понудувач за изведување на градежните работи. Акционерското друштво има направено и програма за изградба на типски куќи, каде што има добиено од општина Кочани 5 локации, во општина Виница 3 и во општина Пехчево 2 локации. И моментално се работи на изготвување на проектната документација.